Професоре, добар ден. Благодарам што прифативте нашата покана. Денеска накратко со вас би сакале да поразговараме околу екотуризмот како гранка на туризмот. Што на почетокот да ни кажете што накратко таа представува, еве вака генерално. Благодарам за прашањето. Ако зборуваме за екотуризмот, ќе требаме малце да дадеме осврти на самата состојба во туристичката индустрија и зошто е важен екотуризмот за генерално за туристичката понуда во Македонија. Ако во 2011 година имавме 0,2% од бруто домашниот производ во македонската економија од туризмот, 2017, 18, некаде 1,8, веќе 2023 година ја завршивме со 4%. Односно, некаде 598,5 милиони долари девизен прилив или туристички промет во туристичката индустрија. Многу моќна економска гранка или веќе област, која што опфаќа повеќе од 21 економска гранка, директно или индиректно. Околу 35.000 луѓе според Светската туристичка организација работат директно или индиректно токму во оваа индустрија. Тоа представува од прилика 4,7 до 5% од вкупниот број на вработени лица во Македонија. Во овој случај ќе знаеме за што се работи, односно туризмот колку влие директно и индиректно во македонската економија. Екотуризмот представува една од формите кои што се развива последните 10 до 15 години на светско ниво. Екотуризмот или екопредзнакот значи дека истата се случува во природата, многу значена. Ако имаме дестинации кои што располагаат со туристичка понуда од екосегментот, односно национални паркови, заштитени подрачја кои што изобилуваат со екологија, тогаш можеме да кажеме дека одредени негови форми представуваат екотуризам или наблюдување на птици, фотосафари, планински велосипедизам, стари занаети, се она кое што нема директно и негативно влијание врз екологијата на одредена дестинација. Тоа велиме дека представува екотуризам. Ако се продлабочиме малце повеќе, тој можеме да го поделиме на мек и на тврд во зависност каква негова форма, колку број на лица учествуваат во самата група, но би кажал дека после пандемијата, како што и вие кажавте, екотуризмот веќе наголемо навлегува токму во Македонија, бидејќи околу 14% од вкупниот број на заштитени на нашата територија е заштитени подрачја или национални паркови. Ако знаеме дека имаме од повеќе од 4000 локалитети, 43 езера, 70% од нашата територија е со благи планини, убава клима, 3 до 4 сега римски градови, можности за интерпретирање на културното и историското богатство, заборавени занаети, 4 национални паркови, веќе нема потреба да зборуваме дали ги имаме потенцијалите за развој за екотуризмот, него тоа што е потребно да направиме за негово фокусирање и за применување токму во Македонија. Како го коментирате екотуризмот конкретно во овој дел од државата, во источниот дел? Каква е состојбата? Според моите последни истражувања, велиме дека голем број на сместувачки капацитети во руралните делови го имплементираат екотуризмот, односно некоја негова форма. Но истите тие не ја знаат, бидејќи не се запознаени со тоа. Ако знаеме дека само околу 4% од вкупниот број на сместувачки капацитети кои што имаат одредена форма во руралните делови на екотуризам, искористуваат европски фондови од Светска банка или меѓугранични, се опфатени со меѓугранични проекти, тогаш знаеме дека екотуризмот и оваа форма е малце применета во нашата земја. Генерално гледано, ако источниот дел на Македонија располага со голем број на природни убавини, а ги имаме, па и во Штипската околина и во градот Штип, со одредени форми кои што можат да бидат прифатени како урбан екотуризам, тогаш неговата примена и тоа како е многу значена за источниот дел на Македонија. Зошто? Затоа што околу 70% на вкупната потрошувачка од туристите кои што се екотуристи е во локалниот економски развој или е вонпансионска. Па на тој начин екотуризмот се вели и практиките од светот велат дека ги развива локалниот економски развој, овозможува дополнителна финансиска инекција во микро и малите компании кои што се развиваат претежно во услужниот сектор и секако ги зголемува зелените работни места. На тој начин, ако ја погледнеме целата таа слика, во делот на економијата ќе видиме дека го намалува многу споро, но многу значено и миграцијата помеѓу руралните средини и градските средини токму кај нас.
Дали имате мапирано некои туристички локации кои што вие сметате дека се атрактивни во овој дел од државата? Благодарам на прашањето, многу значајно за валоризацијата во туристичката индустрија. Нашата стратегија за развој на руралниот туризам генерално, бидејќи екотуризмот е една негова форма, заврши во 2017 година. Истата не е измерена и не знаеме какво влијание извршила во самата дестинација. Се уште ја чекаме новата стратегија, не само за рурален туризам, туку генерално државна стратегија за развој на туризмот, бидејќи старата некаде заврши со почетокот на самата пандемија. Зошто го велам тоа? Бидејќи после пандемијата и во време на пандемијата ниту една светска стратегија не можеше да биде применета, бидејќи ова што се случуваше во светот не беше никаде запишано како практика. Токму тоа треба да ни даде правци, односно да создадеме еден криза менеджмент во туристичката индустрија, а после тоа да ги развиваме сите форми. Но сепак не треба да ја чекаме стратегијата, бидејќи во овој момент не знаеме кога ќе биде пристигната, но многу сум среќен бидејќи една од моите заложби за подигање на туризмот на ниво на министерство се случи. И веќе го имаме Министерството за култура и туризам, кој што ја треба да ја одигра клучната улога на ова поле. Сепак за развивањето на екотуризмот е многу значено локалното население, кое што максимално треба да биде интегрирано во сите негови одредени форми. Па тука велиме дека овој процес треба да биде развиен преку одредени проекти кои што ќе бидат круцијални или јас велам мамутски за одредена дестинација во одреден период, или проекти кои што ќе бидат на државно ниво со државна волја и со одредена стратегија која што ќе биде во наредните 5 до 10 години. Таков од проекти, еден од проектите 50,50 рурални приказни кој што беше од моја страна предложен и усвоен во влада и владина стратегија во 2023 година, но за жал во тој момент немаше политичка волја од страна на Министерството за финансии да го поддржи. Па токму и на оваа влада останува една можност во наредните 5 до 10 години истиот проект да биде развиван и да овозможи развој на екотуризмот и развој на руралниот туризам генерално во нашите рурални средини, па велам дека не само 50, туку и повеќе села ќе бидат офатени со валоризација, со стратегија, дополнително со обуки на локалното население, со одредена инфраструктура и можности и секако инвестиции и даночно леснување кога е во прашање руралниот туризам, но се тоа треба да биде под палката на државата и Министерството за култура и туризам. Дали сметате дека, например, овој дел од државата туристички е запоставен на некој начин? Ако ги знаеме дека двата наши туристички центри, или Скопје или Скопскиот регион како центар кој што инфраструктура е најдобро офатен, исто така е главен град кој што развива различни туристички форми во текот на 12 месеци и Охрид како прв туристички регион во кој што функционира некаде од месец мај до месец октомври, од кога започнуваат дополнителните туристички чартери и завршуваат. Сепак сметам дека како два туристички центри во овој момент многу влијаат врз останатите центри, бидејќи околу 65% од вкупниот број на туристи и ноќевање се одвиваат во овие два центри. Не би кажал дека тоа е предност, не е хендикеп, бидејќи останатите 6 центри или 4-6 региони во државата треба да овозможат одржливост на дестинацијата. Односно, туристички форми или алтернативни форми на туризам кои што се офатени со руралниот туризам. Бидејќи знаеме дека руралниот туризам и екотуризмот имаат влијание 12 месеци, односно нема сезоналност. Токму тука и треба да ги развиваме и тука и нашата шанса. Со развој на еногастроконцентот, со развој на винските тури, со развој на велосипедски, планински патики, дополнително со развој на екотуризмот во селските средини, да не зборуваме можностите кои што се наметнуваат за другите одредени форми на туристички понуда. Исто така, форми на спа туризам, но за тоа треба одредени инвестиции. И сметам дека некако источниот дел на Македонија треба да се разбуди и повеќе треба да има влијание во локалниот економски развој и самите општини и градови, на тој начин да ја привлечеме повеќе туристи, да овозможиме нови капацитети, да овозможиме нови туристички форми и производи или продукти, па на тој начин ќе очекуваме во наредните 5 години да се
зголеми бројот на ноќевањата и секако финансиската дисциплина која што во овој регион недостасува. Па според бројот на ноќевањата, каде отприлика во вкупниот дел на Источна Македонија, некаде се регистрирани отприлика заеднички околу 1 милион ноќевања за разлика од останатите 2 милиона кои што се во другите делови на Македонија. Како го коментирате, според вас, еве денес се наоѓаме во Штип, нели тука го снимаме ова интервју, како го коментирате туристичкиот потенцијал на овој град и околината? На што вие сметате дека тие како општина треба да посветат внимание за да привлечат некои туристи? Каде лежи потенцијалот? Потенцијалот го имаме на повеќе места. Ако знаеме со кои археолошки локалитети, културно и историско богатство кое што го има овој дел на Македонија. Дополнително спа туризмот кој што исто така може да се развие со крижовици и со се останато. Ено-гастро концептот преку традиционалната штипска пастрамајлија, кој што нема кој што не е поминал низ градот Штип да не ја проба и да не ужива во благодетите исто така од штипската кујна, но и од регионот. Дополнително благите планини кои што ги имаме, па дури и можностите на Исарот и на околните карпи да се создадат вие ферати, да се овозможи покачување по карпи, зиплайни, дополнителни можности, музеи кои што треба да бидат посетени во градот Штип. Сепак сметам дека недостасува генерално промоција на можностите кои што и сега ги нуди градот Штип. Некако јас би рекол подзаборавени убавини или подзаборавена туристичка убавица која што треба да се развие. Тука треба повеќе општината да работи и со факултетот за туризам при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а дополнително и со останати експерти и во меѓуграничната соработки со дополнителни други грантови кои што се нудат преку други институции да се развива туризмот. Сметам дека Штип како студентски град, Штип како одреден центар во овој дел на Македонија треба да биде двигател на туризмот. Дали тоа ќе успееме да го направиме, дали ќе успееме да наметнеме во наредните 5 години на владата дека туризмот треба да биде во 5 економски столбови или еден од елементите или области кои што можат да ја развијат македонската економија, зависи од стручната и од научната фела и секако од ресорното министерство, односно Министерството за култура и туризам, кој што многу брзо треба да го постави туризмот на рамномерно ниво како и останатите економски гранки и да се одлучува на масата, да кажеме, нистата маса, за што поголем број што поголем можност и средства кои што ќе го развиваат туризмот во наредните години. Во Македонија моментално има некој интересен, што можеби е негативен тренд, кој што вели дека минимално се намалува на месечно ниво бројот на домашни туристи, а се зголемува во исто време на странски. Како дојде до тоа? На што се должи тоа? Така, благодарам многу за прашањето, доста е комплексно. Ако знаеме дека во првите топ 10 примерни пазари, 6 пазари се во намалување, и ако знаеме дека од 2023 еден од трите топ пазари, како што е српскиот, имаме намалување од 2023 кон 2024 година, заедно со холандскиот, заедно со полскиот пазар, генерално кој ги споредуваме бројките од 2019 до 2024 година, и тоа добро што сте го приметили, намалување на домашните туристи, некако ќе требаме да ги свртиме работите наопачки, да видиме од каде тоа доваѓа. Доваѓа затоа што нашата дестинација нема нови туристички производи. Нема атрактивни пакети, викенд и останати пакети за домашните туристи. Па едно од моите заложби кои што беа предложени на владата беше им К15, популарниот К15 на крајот на годината да се даде во ваучер за сите вработени, да го искористат наредната година во нашите туристички капацитети. На тој начин ќе имаме уште каков буст во македонската економија, реинвестирање и дополнителни можности за инвестирање на домашните компании во нови туристички капацитети и реновирање на старите. Сега, ако знаеме дека градот Штип има одредени инвестиции во нови сместувачки бутик хотели, кои што треба да бидат категоризирани. Требаме да имаме
регистар на локално ниво за станоиздавачите во градот, колку тие се, дополнително категоризација на руралните средини по локалниот економски развој, ќе видиме дека околу 40 до 45% од вкупниот број на туристи се во сивата зона. Ако тоа го имаме, тоа е голем притисок кон реалниот туристички сектор. Ако велиме дека имаме намалување на одредени пазари, предсестрански, или скок на турските пазари кои што се регионални и кои што офаќаат 80 до 85% на кружни патувања, тука ќе можете подлабоко во анализата да видите дека имаме намалување на простечниот престој на странските туристи. Тоа укажува дека ние имаме дестинација во длабока старост, односно во животниот век на секоја дестинација, ние веќе имаме длабока старост бидејќи немаме добра промоција, која што изостанува последната година дена. Јас не можам да кажам што работела институцијата Агенција за промоција и поддршка на туризмот во 2024 година, но и ви ги гледаме ефектите од 2024 година. Сметам дека нема да имаме поголем раст од 3 до 4% според 2019 година во бројот на ноќевања кои што се остварени во 2024 година, знаејќи ги и компарирајќи ги резултатите од останатите две земји од отворениот Балкан, тоа е Албанија и Србија, кои што имаат туристички бум во 2024 година, ги надминаа резултатите од 2019 во 2023 година. Тоа што треба да работиме е да ги засукаме ракавите. Да создадеме на поголем број на туристички производи, генерално да се модернизираме, да се дигитализираме, со таа можност ја намалиме сивата зона во туристичката индустрија, ќе видиме колку повеќе можеме да пенетрираме девизен прилив во македонската економија и стручните лица на стручни места токму кои што треба да помогнат во наредните 5 години. Тоа е некој лек кој што треба да се направи, но без владина поддршка, пред се, ако ги споредиме бумот во Албанија кој што беше со визната либерализација во 2023 година, таа е земја од која што можат да патуваат 84 земји без визи во Албанија, знаејќи дека процентуално голем број на кинески туристи и азиски туристи се присутни во Албанија и тоа е една од позитивните страни, ако знаеме нивната инфраструктура и зголемувањето на бројот на авиолиниите, ќе го знаеме клучот кој што треба во наредните години да го направиме токму кај нас, дополнително да создадеме туроператори за дојдовен туризам кои што ќе понудат одредени аранжмани и токму во источниот дел на Македонија. Добро, како за крај, како сметате, како е вашето чувство според вашата експертиза, како сметате дека во наредните 5-10 години туризмот во Македонија ќе се развива? Дали ова што го правиме моментално е доволно? Туризмот треба да се менува и да се постават темелите во туристичката индустрија на неколку начини. Пред се треба да се создаде национална туристичка организација како сите земји во регионот и во Европа, која што ќе овозможи управување со дестинацијата и имплементирање на државните стратегии во туристичката индустрија. Најблиско е Агенцијата за промоција и поддршка туризмот. Веќе се подготвени во 2023 година новата систематизација предлог за создавање на неколку destination management организации на пониско ниво, бидејќи очигледно одреден број на наши општини не може да се снајдат во туристичката индустрија, да поделиме на земјата на неколку destination management организации исток, запад, север, југ, да ја подигнеме агенцијата во национална туристичка организација и со се тоа да управува Министерството за култура и туризам, под кое што ќе бидат туристичката инспекција и туристичката полиција, форми кои што се присутни во целиот регион и во сите европски земји, кои што сериозно размислуваат во туристичката индустрија. Дополнително комплетна дигитализација преку туризам, платформа која што ќе овозможи следење резултатите многу брзо за 24-48 часа, преку која што ќе можат да се гледаат сите резервации, исто така да имаат влез повеќе интегриран влез повеќе министерства кои што се значени, како што е Министерството за финансии, Управата за јавни приходи, Пазарната инспекција, секако туристичката полиција, туристичката инспекција, исто така Министерството за транспорт и врски, Националната туристичка организација во одредени елементи да може дигитално да се плати туристичката такса, да знаеме колку влегуваат, колку се транзит туристи низ земјата и на тој начин да создадеме и да поставиме конкурентна стратегија во наредните години
да овозможиме поголем број на летови во нашата дестинација преку двата наши аеродроми. Исто така, поголема координација во одредени законски решенија кои што ќе овозможат полесно инвестирање во нашата дестинација на одредени туристички брендови кои што се од Европа. Но исто така и кредитни линии кои што ќе бидат со минимални камати и минимално учество за домашните компании во туристичката индустрија и за македонскиот туристички еснав кој ќе му овозможиме подигање на нови капацитети, дополнително фокусирање на општините во деталните урбанистички планови, се со цел полесно привлекување на инвестиции и домашни и странски, и тоа е клучот кој што требаме да го направиме за наредните 5 до 10 години. Секако, една моја предпоставка е дека целите на Македонија се некаде во овој момент околу 4-4,5 милиони ноќевања во наредните 2 до 3 години, 1 милиарда долари во туристичката индустрија и да го подигнеме некаде учеството во бруто домашниот производ помеѓу 5 и 7%. Ако тоа успееме, тогаш ќе имаме поголем број на вработување во руралните средини, намалување на миграцијата, внесување на екотуризмот и руралните форми во како дел од туристичката понуда, силни институции, професионални, кои што заедно со експертите во туристичката индустрија и научната, секако и стручна фела, ќе овозможат одржлива дестинација, но и стратегија која што ќе биде доволно мерлива за незините ефекти, многу мала, но со голем број на акциски планови, кои што ќе овозможат влијание во повеќе министерства. Например, како ќе развиваме ние туризам ако немаме добри патишта, како ќе развиваме ако немаме нови линии, се извинувам понатаму, како ќе развиваме и ќе имаме зголемување на бројот на ноќевања ако имаме 40 до 45% сива зона, или ако немаме поголем број на брендови во одредени поголем број на македонски градови или светски брендови, да кажеме, каде што ќе ни бидат 104 или 5 звездици. Благодарам. Благодарам и на вас на поканата. Македонски медиа сервис. mms.mk